Латинскиот поим антика укажува на старост и вредност. За европската антика својствена е појавата и развојот на науката и философијата. Од голема важност за историјата на човештвото е создавањето на философијата и науката. Со појавата на философијата на човекот се наметнуваат прашања како што е битието, структурата на космосот, редот на севкупното постоење, како да се води животот, односите во заедницата. Карактеристичните фази на античката философија биле следните: космолошка фаза, сконцентрирана врз прашањата за светот; антрополошка, епоха на филозофски системи, најголеми мислители Платон, Аристотел; хеленистички период, филозофијата и науките се раширени низ целиот тогаш познат свет. Приклучени се и учењата на римските филозофи. Појава на христијанството. Крај на античката философија. Познати филозофи кои действувале во космолошката епоха се Талес, Питагора, Хераклит, Емпедокле, Парменид, Зенон, Демокрит, Анаксагора и други. Во антрополошката епоха се истакнуваат софистите Протагора, Горгија, потоа големите Сократ, Платон, Аристотел. Во хеленистичката епоха се познати хедонистот Епикур, скептичарите Пирон, Карнеат, стоиците Зенон, Клеант, Хризип. Во римската философија се познати Кикерон, Тит Лукреци Кар, стоичките етичари Сенека, Епиктет, Марко Аврелий,